Утре во 9 часот 420 матуранти ќе седнат на жешко столче, за да го положат првиот задолжителен испит по странски јазик или математика од државната матура во Штип. Според информациите од општината, учениците на местото на полагањето треба да бидат во 7 часот и 45 минути. Како и претходно, така и годинава полагањето ќе се одвива во кампус 2 и кампус 4. Во кампус 2 полагаат 4 средни училишта, како Средното општинско училиште Гимназија Славчо Стојменски, Државното средно училиште Колен Ехтенин, Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев и Државниот музички училишен центар Сергиј Михајлов. Во кампус 4 устануваат учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански. На 6 јуни започнува полагањето на државната матура со првиот задолжителен испит. Тоа е полагањето на странски јазик или математика, еден од предметите кои учениците ќе ги изберат. Полагањето, како и минатата година и оваа година, ќе се одвива во просториите на Универзитетот Гоце Делчев. Започнува во 9 часот, меѓутоа учениците на местото на полагање треба да бидат во 7:45. Во кампус 2 ќе полагаат 4 средни училишта, а тоа се Гимназијата Славчо Стојменски, Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев, Регионалниот центар за стручно образование и обука Колен Ехтенин и Државниот музички училишен центар Сергиј Михајлов. Додека во кампус 4 ќе полагаат учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански. Од вкупниот број 420 ученика, дури 372 ќе полагаат државна матура, 15 државна стручна, а само 33 уметничка матура. Останатите ученици, односно 83, полагаат или училишна или завршен испит. Учениците кои полагаат некаков вид на матура на ниво на општина се вкупно на број 420, од кои 372 полагаат државна матура, 15 полагаат државна стручна матура и 33 ученици полагаат државна уметничка матура. Учениците треба да се придржуваат до правилата за полагање на испитот и треба навремено да пристигнат на местото на полагањето, така што се надевам дека се ќе се одвива во најдобар ред како и претходните години. Инаку и оваа година, очекувањата се дека матурантите успешно ќе го положат својот испит и ќе можат да се запишат на еден од факултетите во и надвор од градот.